Не знам дали сум ви кажала, меѓутоа долги години бев вегетаријанец. Вегетаријанец кој воопшто не пробуваше ништо што е од месно потекло. Вегетаријанството е избор кој сите го носиме од различни причини. Моите беа етички, бидејќи многу ги сакам животните. Денес конзумирам повремено месо, не можам да кажам дека сум љубител на месо, но се наоѓа во моите рецепти и знам да пробам нешто што содржи месо. Моите деца сакаат месни оброци и буквално сметаат дека доколку некој оброк не содржи месо, дека тоа не се нарекува храна. Тоа за мене е предизвик. Секогаш сакам да изнајдам начини да направам богати оброци кои се направени исклучиво од зеленчук и овошје. Сигурно ли си мисиите, гледате дека многу често подготвувам вегетаријанска храна, а денеска избрав како да ви подготвам 3 многу богати рецепти, подготвени исклучиво од зеленчук, пасти, италијански пасти, кои имаат мали модификации. Првиот рецепт ќе биде во основа песто. Она што јас ќе го скријам, а вие може да го направите и повторите дома за вашите деца, е што моето песто, наместо од фенси пиньоли и не знам босиле, ќе го правам од грашок. За да го подготвиме овој рецепт, потребен ви е поголем блендер. Јас имам кујнски робот, меѓутоа вие можете да го направите во неколку наврати, бидејќи ќе направите повеќе песто кое може да го зачувате во тегличка. Пестото направено на овој начин, доколку убаво го вакуумирате, убаво ја затворите теглата, во фрижидер може да ви стои до 7 дена и само да ви послужи следниот пат кога ќе сакате да направите паста, да земете една лажичка, две, да го промешате со водата каде што се варела пастата и повторно да бидете звезди во вашата кујна. Ја сварам пастата, избрав денеска спирална паста, ја избрав намерно, бидејќи пестото како соса има густина и за да биде таа текстура препознатлива во вашата уста при секој залак, потребно вие да се залепи, да се налепи на пастата. Не дека нема да успее со шпагети или со некоја друга тестанина, меѓутоа спиралите ќе се наполнат со песто и ќе бидат исклучително богати. Ставате вода, јас ја зачував водата таму каде од водата во која го сварив грашокот, затоа што сакам дополнително да ми се ароматизира тестенината. Убаво засолете, секоја тестанина се вари во многу засолена вода. Тоа е првото правило при готвење на тестенини. Ќе почекам да зовре водата, за тоа време ќе го подготвам пестото. За ова песто потребно ми е една кеса грашок. Јас користам замрзнат грашок, кој само го проварив, го бланширав во врела вода и малку сол и само ќе го ставам во мојот робот. Потоа ставаме 2 раце спанак, млад, стар спанак, независно. Спанакот ќе даде дополнителна, ќе го замени басилекот внатре, бидејќи е малку по-неутрален и ќе му остави на грашокот да биде доминантниот вкус во ова наше песто. Целосно. Бидејќи кујнскиот робот функционира со пулсирање или можете долго да го блендирате јадењето, меѓутоа нема јачина како оние блендери кои се за смути. Ќе ги ставаме наmirниците една по една, додека не добиеме кремасто, свиленкасто песто. Ќе ставам, јас имам тука една чаша бело вино, ќе ставам половина. Го ставаме за да го збогатиме вкусот, а виното ќе изврие. Тотално е безбедно за деца, значи не се секирате, ставаме сосема малку од топлината, алкохолот ќе изврие, а само ќе го остави вкусот на белото вино. Бидејќи ставивме 3 состојки, оставете го малку да работи, во тоа време ставете ја пастата да се вари. Додадете околу половина шолја маслиново масло. Маслиновото масло дополнително ќе го конзервира сосот доколку сакате да го ставите во тегли, бидејќи ќе направиме доста голема количина. Јас денеска употребувам маслиново ладно цедено на витаминка. Уште еднаш пулсирајте. Полека составувајте го вашиот сос. Денес ќе употребам многу малку пармезан, тука имам околу 50 грама. Доколку сте
интолерантни на лактоза или не конзумирате млеко или сакате ова да биде комплетно вегански оброк, слободно прескокнете го. Како замена на пармезанот може да искористите индиски ореви кои се потопени во вода. Следниот рецепт ќе биде со сос направен исклучиво од индиски ореви и јас денеска ќе ставам малку, само заради тоа што сакам да ми биде побогат вкусот и да го има оној да потсека на тоа традиционалното песто, 50 на грама пармезан. И мојата тајна состојка е чадено сирење. Ако не можете да најдете, не се тревожете, може да употребите чадена пиперка внатре, било што би дало еден вкус на загорено, бидејќи грашокот и спанакот имаат една неутралност во себе. Доколку не ви се допаѓа, прескокнете го, ставете нешто друго што вас ви се допаѓа, бидејќи основата на овој сос е нели грашокот, спанакот и зачините кои ќе ги употребиме. Ставив исто околу 50 на грама. Она што сакам да го додадам на крајот се јаткасти плодови. Јаткастите плодови се основа на секое песто. Во пестото традиционално направено од босилек и пармезан и маслиново масло се користат пињолите. Јас денес сакам да употребам македонска верзија. Сакам да ставам ореви. Оревите имаат понеутрален вкус, меѓутоа ќе дадат таа богата структура која ви треба и која се однесува буквално на секое песто. Повторно 50-60 грама и ќе ставам неколку солени бадеми. Ако немате, не морате. Ќе ставам една чешна, 2 чешниња лук. Ќе ги ставам цели, повторно пулсирање. И на крајот ќе ставам она што сакам да ми го зачини, односно да ми го даде тој прекрасен мирис внатре, ќе ставам свежа нане. Доколку не сакате нане, мајчина душица е одличен додаток во ова јадење, или доколку купувате, сакате да искористите зачин кој може да се купи во, не знам, продавница, искористете слободно италијанска мешавина, таа има внатре многу мајчина душица, нане, малку копар, ќе ви го ароматизира пестото прекрасно. И сега ќе го оставам 2 минути убаво да се изработи, убаво да се изблендира. Забележавте дека не го засолив и не ставив црн бибер. Го направив тоа бидејќи чекав да видам колкава количина на сос ќе добијам. На крајот убаво ќе засолам и ќе ставам бибер, бидејќи нема ништо полошо од блуткаво песто. Јас ќе ставам сега од око, а вие ставете лажичка, можеби рамна, сол на почетокот, а после пробувајте. Не би сакале да го пресолите пестото, бидејќи малку ставивме пармезан, ставивме малку чадено сирење и сметам дека треба внимателно да настапуваме со солта. Подобро да додадете отколку да извадите, тоа е невозможно, нели? И ако викаат дека ако ставиш во некоја јадење парче компир, тоа ја собира солта. Не сум го пробала, можеби во некоја следните емисии или пишете ни на нашите профили на социјалните мрежи, доколку имате некоја финта како го пресолиме јадењето да ја извадиме солта и да ја неутрализираме. Јас не сум открила до сега начин. Црн бибер и го враќаме уште еднаш на неколку пулсови. Морам да го пробам. Фали сол. Во моето фали сол. Доминирате вкус на чаденото сирење. Одлично. Ќе го измешам само со лажица. И ќе го оставиме на страна за да ги провериме тестенините. Ќе ги извадам во голема чинија, а ќе ја задржам водата, бидејќи ми треба за да го разредам тестото. Убаво исцедете ги.
земете од пестото, бидете дарежливи, ставете 10 лажици, бидејќи ви треба кремастата структура на убавото песто. Убаво промешајте, за да навлезе во спиралите. Не правете неред како мене. И бидејќи сосот е густ, ќе употребам 2-3 лажици вода од водата каде се вареа тестенините. Внимавајте кога ќе ја додадете зовриената вода, мора брзо одма да промешате, бидејќи доколку не промешате, пармезанот внатре ќе стане како, не знам, јајца буквално во сосот. Треба одма брзо да мешате за да се соединуваат, соединат состојките. Сега уште една лажица ми треба. Ми преостана малку од чаденото сирење, само за декорација. И нека е ливче свежа нане. За да изгледа убаво. Тоа беше првиот рецепт, продолжуваме со вториот вегетаријански рецепт, каде што ќе се обидам да ви покажам како да направите карбонара која е направена од вегетаријански состеки. Втората идеја е инспирирана од Алфредо, карбонара сосот, односно сите оние бели сосови кои ги сретнуваме по рестораните. Тие најчесто се прават со тешка хопла, се прават со јајца, со пармезани, а мојата денеска е вегетаријанска верзија. За да добиете бел и убав сос, кој е налик на оној од Алфредо сосот или на, не знам, карбонарата, потребни ви се индиски ореви. Јас ги ставив да се киснат цела вечер, ги ставив да се киснат во зеленчукова супа. Не се тревожете доколку не сте ги накиснале, само употребете посилен блендер и направете кремаста убава структура. Најпрви ги ставаме 100 грама индиски ореви, несолени, потопени во зеленчукова супа. Ги ставаме во околу чашка зеленчукова супа, ги ставаме со супата. Веќе стави вода да се згрее за тестенините. Ставаме, денеска ќе користиме за овој рецепт таљатели. Овој пат може да употребите и шпагети, бидејќи овој не е таков тежок и густ сос како пестото и може да се залепи убаво на таљателите. Тука имам отприлика за 2 чини. Користам таљатели без јајца овој пат. Да станеме верни на денешниот концепт, дека одиме со здрави намирници. Ги ставаме да се варат, убаво засолета. И оставете ги таљателите отприлика 6-7 минути, а ќе ги префрлам моите таљатели да се варат на помошниот шпорет.
А за тоа време ќе го подготвам кромидот и лукот. Сакам да ги пропржам, бидејќи сакам да имаат побогат вкус, кромидот да омекне, да се активира шеќерот во него, да истече целата вода која ја содржи, да се ароматизира маслото на лук и сето тоа да го употребиме во сосот. Имам половина црвен кромит, ќе го исечам на полумесечинки, нека биде и покрупно исечен, бидејќи ќе оди заедно со индиските ореви во блендерот. Ставете масло, ќе ставам ладно цедено масло на витаминка. Денешната епизода малку повеќе ја концентрирав на поздрави на мирници. Маслиновото масло има многу витамини, многу е здраво, се користи во козметика. Не знам за вас, јас имам многу дехидрирана кожа, имам проблеми со тироидата и често морам да ја пијам на редовна терапија. И последно нешто што го открив како својство на маслиновото масло е еден еликсир кој се прави од чисто ладно цедено маслиново масло и стои неколку дена заедно со други масла како типот на розмарин, на лаванда и потоа со вода правите масажа на лицето. Единствено ова помогна мојата кожа да не биде дехидрирана, така да има повеќе употреби освен храна. Насолете го кромидот за да ја испушти целата течност која ја содржи. Солта помага да се екстрахира водата од кромидот и ставете 2 чешња лук на крупчиња. Ви кажав, тие ќе одат во блендерот. И пропржете ги во маслото. Кратко, само додека кромидот не омекне, почнува да добива како златеста боја по краевите. И додадете го во блендерот. Зачувајте малку од маслото, бидејќи во истото масло ќе ги пржиме печурките кои се дел од овој рецепт. Ќе го вратам. Ќе вратам тавата на оган и ќе ставам околу 10 печурки исечени на крупно да се пропржат и да ме почекаат додека го завршам сосот. Често размислувам која е совршената паста и дали постои воопшто таква, и кога ги креирам рецептите, се обидувам да следам некои совети и некои правила кои самата сум си ги наметнала. За да ми биде совршена пастата, треба да биде сготвена ал денте, значи секогаш да ми го имам тој ал денте вкуство во устата на самата паста, да има крема сос кој секогаш ќе ми го даде зачинот и мирисот, односно ќе ми доминира со вкусот, и тоа секогаш ми фали нешто да го загризам. Дали се тоа сланината во не знам, во карбонарата, дали во обичните базилико сосови, ми е парчињата на домати и пелати кои ги задржувам внатре. Ќе додадам уште малку масло. Бидејќи печурките се како сунгер, впиваат се што ќе им дадете. Така што во овој сос, мојата одлука беше печурките да бидат тоа парче кое вие ќе го загризате. Ќе биде изненадување во сите вкусови кои ќе ви бидат на располагање. И ги оставиме да се пропржат додека не омекнат, додека не станат убави кафеави, златни, и за тоа време ќе го направиме сосот. Ќе го изблендираме уште малку, да ви кажам дека треба да ги засолите и печурките. Не знам дали се сеќавате, во некои од емисиите ви кажав дека за мене многу е важно секој од слоевите во рецептот да бидат засолени доволно и да немате блуткав елемент на вашата чинија. Уште малку. Ете ги. Готови се, ги оставаме да бидат топли на оган
немој да се секирате, кога е исклучена рингата тие само ќе се допржат и нема да изгорат. И почнуваме со составување на рецептот. Кремаст и совршен сос. Ева како изгледа. И останува само да ги соединиме сите состојки. Сосот, таљателите кои ни се варат и печурките. Убаво промешајте. Мириса, не можам да ви обяснам колку убаво. И на крај, мојата тајна во овој рецепт е малку морско оревче. Имам сосама малку, сакам да се појави како нота. Не ставив многу зачини, на крај само ќе ставам малку сол и бибер. И морско оревче кое најчесто ние го употребуваме во благите јадења, меѓутоа ветувам дека совршено одговара и тука. Ќе ставиме црн бибер на витаминка. И ќе сервираме. И ако сакав да прикажам потек каде што ќе делувам, нема да делувам, тоест несмасно, не ми успеа. Сепак ја испрлјав чинијата. Да, сметам дека тоа ми е дел од шармот. Ајде така да кажеме. И на крај додадете ги печурките. И само уште малку. Мојата екипа ми асистира, сака да ме направа да изгледам подобро на камера. И ете, ќе го исчистиме тањерот. И повелете, мојата втора вегетаријанска паста која има вкус подобро од било која е направена со месо. И последниот рецепт за денеска е еден мал твист на досадната палета. Имам пипарка црвена, имам еден модар домат и имам една тиквица. Ќе ги наредам на плех за печење и ќе ги печам 10 на минути некаде на последната полица за да се запечат. Направете ви ножита на вашата подлога и сега, како што ви кажав, ќе го оживееме со најразлични зачини. Тајната состојка во мојот еликсир за оживување на зеленчук ќе биде малку кетчуп. Кетчупот го ставам само заради тоа што има убава концентрација на шекер внатре, а ми го бидејќи ми недостасува доматот, ми го дава тој вкус на домат во моите зеленчуци. Ќе ставам 2 лажици кетчуп на витаминка. Ќе ставам 3-4 лажици оцет балсамико и секако маслиново масло. Две лажици.
рецепти. Убаво промешайте да се соедини. Еве каков сос. И ставете го врз зеленчукот. Оди 10 минути во рерна, односно кога ќе видите дека зеленчукот почнува да подгорува по страните, умекнате, убав е, печене и е спремен за послужување. Го ставате на најгорната полица, сакате брзо да ви се запече. На страна подготвив палента и целиот овој оброк ќе го послужам со палента. Сега време е да ги сложиме сите состојки едноставно како и претходните два рецепти. Имаме надлабока чинија и сварив малку палента. Палентата ја сварив, обично како што го правя тоа во градинка, вода, сол, малку масло и ставете како основа. Убаво нагмичете, бидејќи сакате да ви служи како чинија на самиот зеленчук. И почнете да редите рататуи. Рататуи традиционално се реди во спирална форма, односно се става еден, па друг, па трети зеленчук. Ја ставив малку листови од босила кои ќе ги ставам измеѓу зеленчуците. И ќе продолжам со редење. И на крајот запековме малку лук. Тој си уште е цврз во внатрешноста, меѓутоа го има тој запечен вкус. Ќе ставиме едно чешне и само ќе го прстаме врз јадењето. Ова беше мојот избор за денеска. Се надевам дека ви се допадна моите варијанти на вегетаријански пасти кои ви ветувам дека имаат исто толку богат вкус како оние кои содржат меса или било какви месни производи. Јас се надевам дека ќе се охрабрите, ќе бидете креативни во вашата кујна, ќе ми пишете дека готвењето е забавно и ќе ми кажете дека сте ги пробале овие рецепти, може да ни испратите и некоја слика, ќе ги прегледаме сите и се надевам дека во следните емисии ќе извадиме и нови креативни варијанти на други вегетаријански оброци. Ние се гледаме веќе во другата епизода на Готвиме со Маја.